Ова е семејството Јаневи. Марија, Коста, Николина и Андреј. И да не го заборавиме Бубу. Во домот на семејството Јаневи, Марија, како и секоја добра домаќинка, внимава да ги вклучува апаратите на ефтина струја. Но Марија заборава дека така се штедат само пари, а не и енергија. Затоа тука е Андреј да ја подсети и заедно да преземат нешто во врска со тоа. Во кујната се наоѓаат два од најголемите потрошувачи на електрична енергија. Фрижидерот и шпоретот. Па затоа многу е важно тие паметно да се изберат. Енергетски ефикасните апарати може да остварат големи заштеди на енергија. Тие не се многу поскапи од обичните и разликата во нивната цена многу брзо ќе се исплати. Најефикасни шпорети и фрижидери се оние со ознаката А, а уште повеќе со А+ или А++. Поефикасни се шпорети со рамни плочи отколку со рингни, а поефикасни фрижидери се оние што ладат со вентилатор со ладен воздух, затоа што не фаќаат мраз. Фрижидер од А класа годишно троши 1000 киловат-часови помалку отколку фрижидер од Д класа. Тоа е заштеда од околу 2750 денари со која можете да го наполните целиот фрижидер. Неколку совети кои може да ви помогнат да заштедите електрична енергија во кујната. Шпоретот се исклучува 10 минути пред крајот на печењето. Секогаш се користи рингла што е со иста големина со тенџерето. Малите оброци се подгреваат во микробранова печка. Фрижидерот не треба да стои отворен подолго време и често треба да се одмрзнува. Например, ако го потрошите истото количество на електрична енергија со енергетски и ефикасен шпорет, може да направите 4 тавчиња граф, а со неефикасен 3. И малите апарати како миксер, блендер, тостер, соковник и други треба да бидат од повисока енергетска класа.